Narode makedonski, еве сме овде 72 ден пред просториите на Европска заедница. Народе македонски, ние стоиме гордо пред лицемерна Европа. Пред дволична Европа. Пред Европа која го лажела овој народ. Пред Европа која го манипулира овој народ. Стоиме гордо за да им порачаме на лицемерните комесари Хан, Могерини, и сите други дволични представници на САД и НАТО, да им кажеме дека нивните двојни игри завршија. Дојдоа овде, мислејќи дека народот е овца, точно така, дека да не советуваат мирно, за мирно предавање на власта. Не се работи за власта, господа, се работи за Македонија. Кога украинските националисти со калашникови влегоа во Украинското собрание, САД и Европа и НАТО ги поддржа, велејќи дека тоа е демократски израз на националната волја. А кога голоракиот македонски народ влезе во Македонија, во Македонското собрание, да ја заштити Македонија од државен удар, го осудија како народ кој што е насилен. Ме нарекуваат со разни погардни имиња. Ние сме биле фашисти. Ние сме демократи. Затоа што демократија значи ред. Демократија значи ред, господа. А вие немате ред, ни поредок, ни корен. Вие сте од денес за утре. Како би било, прашувам, нашиот амбасадор во Франција сега да ја признае Лепен за председател наместо Макрон? Како може такво нешто да се дозволи? Нивните посланици, нивните амбасадори, нивните чиновници да ни ја кројат судбината и да владеат со нас. СДС покажа дека кршењето на процедурите на Уставот е единствениот начин на кој што знаат тие да работат. Го обвинуваат народот дека влегол во собранието. Па тие прво насилно, нелегално, вонуставно избраа председател на тоа собрание. СДС покажа дека брза да дојде на власт за да ја реализира тиранската платформа. Го прогласија Џафери за председател на собранието за да се реализира албанската платформа. Меѓу редови
аплаудира на пеењето на странска химна во собранието на Република на Македонија. Откако го направија овој злосторнички криминален чин, го повика Едуард Куан, Иво Вајгел, Кнут Фленкенштајн, веднаш побараа подршка од нив. Од чадорот Бејли побараа подршка. Македонски вели доста. Доста солигавање и подлижување. Хан, Могерини, Хојќи, Еди Рама, Тачи не ја сакаат Македонија. Тие дури и името Македонија не сакаат да го изговорат. Не нарекуваат Скопје. Ние, македонскиот народ, му порачуваме на Еди Рама, чија што столица се клати, да си ја гледа неговата мака во Албанија, а не нам да ни крои судбина. Нашите албанци не го признаваат македонското знаме. А да ги прашам, како го сака кога бега од Косово 99 година? 400.000 гледа спас во ова македонско знаме. Како го сака кога им дадоа 120.000 пасоши и државјанства? Тогаш беше добро македонското знаме. Македонците што се родени овде треба да го сакат македонското знаме. Треба да ја сакат Македонија. А кој не го сака знамето и кој не сака оваа држава да му биде татковина, нека го врати пасошот и нека си оди. Ние, македонците, остануваме на бедемот и бараме. Ние, македонците, остануваме на бедемот и бараме отфрлање на тиранската платформа, попис и нови избори. Ние ќе бараме и ќе покренеме обвинение против сите кои народот го нарекуваат со разни погардни имиња. Му забрануваме на Зоран Заев да го користи името Македонија, македонски и слично. Македонски народ. Македонски народ не смее да спомнува во неговите мрачни, глупави комбинации. Не му дозволуваме да не нарекува бугарски, српски, албански или не знам каков си народ. Ние сме само македонци.
za sreća, Makedonci горди, борбени, што се сакаат својата татковина. Македонци кои што за прв пат во својата историја имаат председател херој. Затоа бараме веднаш да се поднесе иницијатива за уставност на постапката на одлуката за избор на председател на собрание. Да престанат да се влечкаат разни советници и комесари со сомнителни функции и со минат рок. Пред 60 дена реков дека млекото е мирно се додека не претече. Тоа и се случи, млекото со овре претече и се случи тоа што се случи. Народот беше тој кој што им одговори дека не смеа да си игра со судбината на Македонија. Сега ќе кажам друго. Треба железото долго да се загрева, но кога ќе се зажари, нека се плашат тогаш од македонскиот народ. Усвитеното железо остава страшни лузни. И уште, нашиот председател Ѓорѓе Иванов цврсто застана и гордо го брани само уште тоа што не остана. Нашето име, знаме, нашето минато, нашето достоинство, нашиот устав и нашиот закон. Председателе Ѓорѓе Иванов, ние само ќе порачаме, председателе господине Ѓорѓе Иванов, стоите храбро, цврсто на бедемот, затоа што зад вас стои македонскиот народ. Да живее Македонија!